Почитувана колешки, кога како пратеници читате говори, тоа значи кажувате нечи тук став, не вашиот, а уште помалку на граѓаните. Ова почитувана колешке е ваша објава на 18 април 2017 година. Сега се прашувам дали почитувана колешке тоа беше ваш став кој што го изложивте денес тука, затоа што еве јас ќе ви кажам дека ова не е ставот на граѓаните кои што се надвор и кои што живеат во сиромаштија. Затоа што често менувате ставови, особено за клучните македонски прашања, затоа нема да ве прашувам ниту за вашиот став за менувањето на уставот, името, поништувањето, негирањето на се македонско, па и на македонската историја. И согласно вашето богато CV, колешке, сакам да ви уочам дека сите ние знаеме дека вашите тефтерчиња се уште работат. Затоа, колешке, ќе ве прашам, што мислите? Како колешката од МВР сама се удри од пајакот и пред неколку дена си даде оставка? Понатаму, колешке, што се случи со аудиоснимките за истрагата или дали имаше некаква истрага за кандидатот за градоначалник во Источна Македонија кој што нудеше подкуп и тоа сите јавно слушнавме, сите ние слушнавме во цела Македонија дека се случува. Што се случи, колешке, со истрагата за пакетите кои што ги дававте во време на ковид кризата, кои што вие кажувавте дека се помош, а всушност се подкуп? Понатаму сакам, колешке, да ве прашам, например, како, колешке, по кој тефтер градоначалникот од Ново село го пуштивте неказнет, а беше фатен со шверц со цигари? Или еве, например, колешке, во ваше време, дали имаше истрага за гласањето во една секунда? Или дали имаше истрага за сега, ова што се случи во Штип и во една кутија има повеќе ливчиња? Затоа, колешке, да не навлегуваме во длабока политика, да се задржиме на тоа што го бараат граѓаните, затоа што во вашето владење вие, почитувана колешке, заедно со оваа влада, ништо не успеавте да направите против тоа против кое се боревте. Туку напротив, тоа силно го појачавте, особено вашите тефтерчиња. Е сега, колешке, очигледно вие сте надвор од реалноста и затоа ќе ви кажам дека 50.000 граѓани во Република Македонија се без работа. Ќе ви кажам дека според Евростат Македонија е третата најсиромашна држава во Европа. И затоа ќе потенцирам дека овој буџет е една голема, неостварлива, неостварлив, нереален и една голема лага како и сето друго во ваше време. Ви благодарам. Контрреплика, пратеничката Славјанка Петровска, повелете.